Здраво да родевте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме накратко на општо за синтезата на резервни јаглхидрати и за нивно разложување во некоја си општа смисла. А сега ова ќе биде малце поразлично од тоа видео кога зборевме за синтеза на шеќери при као крајот на фотосинтеза, така што нема да биде нешто комплицирано и да започнеме. Значи кај растителните организми постојат разни форми на резервни јаглхидрати, но најраспространета е всушност скробот, така скроб, starch на англиски, кој е всушност сложен полисахарид и го имаме сахарозата, кој е дисахарид изграден од глукоза и фруктоза. Сега, скробот, нема да влегуваме многу во неговата структура, но главно знаете дека е состојан од амилоза и амилопектин и дека всушност е изграден од алфа глукози кои се наредени вака една од друга, кои всушност овие овдека се алфа 1,4 гликозидни врски и нормално кај амилопектинот всушност имаме вака со фиолет, тоа ќе бележам алфа 1,6 гликозидни врски и понатаму овдека повторно си има глукози, така се редат. Сега, скробот, малце биохимија, значи кога го јадеш тој всушност не е толку благ во споредба со фруктозата која е најблагиот, бидејќи има сложена структура, но добро, имаш амилази кои го разградуваат и всушност станува по-благ. Но сакам да кажа, лебот има доста шеќер, но него осеќаш благ како од чоколада, бидејќи не е чиста глукоза. Треба да се разложи, така овие треба да се цепнат и да добиеш овдека глукозата да ја отстраниш за да биде благо. И така. Но добро, сега да кажеме дека главниот, само голем дел од растенијата, скробот, всушност си го синтезира при фотосинтеза и тој се складира во хлоропластите. Тој е примарниот скроб, значи ќе направиме хлоропласт овдека. Направиме хлоропласт, ќе ги нацртаме како тилакоидите. И дека тука внатре се направило некој си скробно зрно, така. Ето е главен начин на кој растенијата всушност ги прават овие е преку фотосинтеза, така се прават овие скромни зрна внатре во хлоропластите. И сега има некои други растенија кои всушност првично прават надвор сахароза, така прават сахароза и потом од таа сахароза се прави скроб. Така. Значи може да биде и обратно на некој си начин. Сега, кај тие клетки каде што од сахароза се прави скроб, односно кога така се складира преку фотосинтеза пред се прави сахароза, тие клетки всушност не ја складираат внатре во хлоропластите, така, значи кај вака ќе направиме. Значи ова си беше некоја си клетка, ќе бележа со бела боја, која има хлоропласт, и тој хлоропласт под дејство на светлина си направил скроб, така, направил скроб, добро. Имам се некоја си тука друга клетка, која исто под дејство на светлина во хлоропластите, ќе направиме тука е хлоропласт, под дејство на светлина, направила сахароза. Сега, таа сахароза всушност иде да складира во друг вид на пластиди, наречени амилопласти. Значи ова се пластиди, настојано од пропластиди, кои исто имаат двојна мембрана, ама немаат ламеларен систем внатре. Така немаат ламеларен систем, иако имаат ДНА. Значи имаат ДНА собствена, така да овие клетки си имаат амилопласти, каде што складираат сахарозата која може да биде скроб. Сега, кога треба да се разложува, например сахарозата кога треба да се разложува, таа иде под дејство на инвертаза и станува всушност, ќе поделиме на две, глукоза и фруктоза. А потоа тие може да се фосфорилираат со помош на киназа, па такви ја навлезат во амилопластот, бидејќи има всушност такви протеини кои само такви дозволуваат да навлезат во амилопластот, бидејќи сахарозата всушност не влегува директно во амилопластот, него се разложува, па тие глукоза и фруктоза всушност, како што реков, се фосфорилираат, па како такви влегуваат во амилопласт. Така што сахарозата влегува во амилопластот, ама на некој начин индиректно. Сега, ова беше еден начин да се разложи сахарозата и да влезе во амилопластот.
Друг начин на разложување, кој ќе обележам вака надвор од клетката, иако не е надвор, е преку ензим кој е наречен всушност сахарозна синтаза. И со помош на овој ензим, заедно со присуство на сахароза и присуство на уридин дифосфат, ќе го внесеме вака. Всушност што се добива? Така се добиваат две работи. Се добива уридин дифосфат на дифосфор глукоза, се добива уридин дифосфор глукоза и се добива фруктоза. Значи ова е слично како горе со инвертаза, само што не е глукоза и фруктоза, него е уридин дифосфат глукоза и фруктоза. Значи тоа е разликата. И понатаму, добро, фруктоза си имаме, таа си останува, но овој уридин дифосфат глукоза му се додава пирофосфат, ПП, и всушност два фосфори, и се добива уридин 3 фосфат плюс глукоза 1 фосфат. Че овде кај кец. И сега глукозата како таква, заедно со фруктозата, може да навлезат со помош на одреден транслокатор во амилопластот. Се интересно е, кога ќе навлезе глукозата, всушност, во амилопластот, сега дека ќе направам вака, кога рачунаме дека навлегла во амилопластот, под дејство на АДП глукозна пирофосфорилаза се добива АДП глукоза. И сега ваква АДП глукоза под дејство на скробна синтаза се прави, всушност, се надополнува скробот. Така и сега всушност имаме скробно зрно внатре во амилопластот. Сега не сите растенија, не сите растителни видови содржат скроб како резервен материјал. Некои содржат фруктонази, некои содржат инулин, некои содржат галактоманани, некои глукоманани, а некои не имаат воопшто резервни полисахариди, него се е складирано како монисахариди. Така и се складираат во вакуолата. А пак кај нижните растенија, односно алгите, имаме многу полисахариди. Така, додека кај квасците и габите, значи квасец ќе го направиме вака и дека пупи овдека, значи со пупење. Квасците всушност и габите, печурка ќе направам. Ова е многу интересно дека ги складираат резервните полисахариди во вид на гликоген. Што е исто како кај нас. Гликогенот е многу хемиски структурно сличен со скробот, малце е различен во однос на разгранувањето, но интересно е дека габите всушност се поблизу до нас, него што се до растенија и во многу други карактеристики, бидејќи габите не прават собствена енергија, се сосема друго царство, значи не се воопшто тие растенија габите, но они складираат во вид на гликоген. Сега ќе запишам сите кои ги спомнав претходно. Значи овие налево се тие кои ги спомнав, значи други видови на резервни полисахариди, значи не мора да биде скроб, може да бидат фруктонази, инулин, галактоманани, глукоманани, а гликоген нели беше кај габи и кваци. А ова дека десно што го направив е всушност едни полисахариди, така односно воопшто шеќери кои не се искористуваат за процесите на оксидативна фосфорилација, односно за оксидативно разложување на органски биомолекули за добивање на енергија, бидејќи едноставно не смееш нив да ги разложиш, целулозата, хемицелулозата и пектинот, бидејќи ако ги разложиш, ќе нема клетичен цвет, ќе умре клетката. Така значи не можеш ти да земеш ако си гладен да си ја јадеш раката, така. Значи не добиваш ништо, едноставно вртиш од едно друго. Тоа имаше однака коза фрканција. Односно трик прашање, дали ако си гладен и дали можеш да си се јадеш сами од себе си, дали ќе ти помогне тоа да не умреш од глад. Нормално ќе искрвариш, но и да ако би можел тоа да го превенираш искрварувањето, пак не би било бенефитарен процес. Но добро, сега забегуваме малце од тема. Уште сега нека остана да спомнеме, како што реков претходно во минатото видео, значи скробот претходно треба да се разложи на некои си попрости соединенија. Така е сега главно оно што се разложува, односно тие кои што се користат за супстрати за
Дишење е всушност фруктоза 1,6 бифосфат. Сега, не мора сите така да дојдат, значи има некои моносахариди кои всушност се веќе моносахариди, нема да се разложуваат, но всушност преку разни процеси на трансформации и некои хемиски манипулации, они пробуваат да стигнат всушност до глукоза или фруктоза, значи пробуваат да стигнат до глукоза или до фруктоза, каде што понатаму под дејство на различни кинази, така ќе се фосфорилираат, ќе се додаде фосфор и како такви ќе може да влезат во процесите на разложување, каде што после ќе бидат користени за оксидативна фосфорилација, редуцираните коензими за правење на енергија. Сега, има два главни начини на кои првичното разложување на шеќерите може да се случува и првиот всушност е глуколиза, за кој ќе збориме, а другиот е оксидативен пентозен циклус, за кој всушност го спомнавме кога зборивме за фотосинтеза. Значи оксидативен пентозен циклус. Сето треба да биде нека биде така. Добро, тоа беше се за ова видео. Сега ме научивте нешто ново. Во наредното видео ќе започнеме со глуколиза и ќе разгледаме детално, но сепак во биохемија ќе разгледаме многу подетално. И добро, тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.